Добро вечер. Борбата со корупцијата стагнира една година. Толку време и тивко од обвинителството специјализирано да истражува. Антикорупционерите го привршуваат мандатот. Се бараат нивни наследници. За ненапредокот во борбата со корупцијата и за причините за тоа вечерва во топ тема ќе анализираат моите гости Слаѓана Тасева, председателка на Transparency International Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Владимир Ѓорѓиев, член на Антикорупцијската комисија. Добро вечер. Добро вечер. И Васко Маглешов, новинар. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Со емисијата почнуваме по рекламите. Нема напредок. Корупцијата останува распространета во многу сфери и е прашање за загриженост. Овие две куси реченици силно одзвонуваат дека во Брисел не поминале големите ветувања одовде за борба со корупцијата, во веќе познатиот стил "не ме гледај што правам, слушај ме што зборувам". Една од препораките на Европската комисија е токму тоа дека земјава треба да го подобри своето досие во случаите на корупција на високо ниво, со навремени, професионални, транспарентни, проактивни истраги, гонење, правосилни пресуди и наплата, вклучително и конфискација на криминално стекнатите средства, проширена конфискација и конфискација од трети страни. Дали се согласувате дека Брисел добро ја дал диагнозата за случувањата во земјава, за борбата со корупцијата и за состојбата со борбата со корупцијата и дали нешто би додале во оваа низа? Тасева. Одлично ја дале диагнозата. Ова е одличен приказ, слика на состојбата. Во ова што е дадено како препорака има многу елементи кои што ако ги разложиме и да ги анализираме, ќе видиме всушност што сакаат да ни кажат. Значи, тука се зборува за висока корупција, за навремени проактивни истраги. А проактивна истрага значи денеска да се тргне во истрага, да видиме од каде му се на некого парите, да тргнеш од парите, да стигнеш до криминалот. Тоа значи дека ние она што денеска се случува и го гледаме сите, од тоа со колку се располага, како се располага, кој што купува, кој што со што стопанисува, наводно легално, никогаш не сме дошли да одговорите од каде се тоа, од каде овој капитал. И тоа е пораката. Луѓе, имате многу корупција, висока корупција, која што никој не ја чепка. Ние одиме се постфестум. Откако ќе објават новинарите некој случај, дека нешто се случило и тогаш ќе се тргне да се истражува, па пред истрагите траат со години. Истрагите исто така, за пред истрага немаш рок во законот. Така. И таа може да трае во недоглед. Так, како што и траат голем дел од предистрагите. И сега, со ова застарување во измената на кривичниот законник, апсолутно ние уште веднаш оваа препорака или ја на некој начин покажавме дека нема спремност. Така да. Ѓорѓиев, загриженоста на Европската Унија за измените на кривичниот законник ги спомена и Тасева, се токму тоа дека имаат силно влијание врз борбата со корупцијата, не само поради пониските казни и поради тоа што застаруваат сега побрзо предметите, туку и затоа што се ограничува, како велат, опсегот на истрагите, се попречува способноста на властите ефективно да ги гонат случаите на високата корупција. Гледате ли тука колку овој голем проблем за кривичниот законник ќе остане како последица и во иднина врз правосудството? Да, точно го детектирале тоа во извештајот за напредокот од страна на Европската комисија. Јас би додал покресителни слабости кои што се рефлектираат врз ваквата оценка што ја доби Македонија нели во овој извештај. Особено е влијанието на политиката во носењето на одредени законски решенија, трговијата со влијание и така натаму. Токму ова што го кажавте вие, измените во кривичниот законник, по наша оценка, меѓутоа сметам дека и по оценка на сите други релевантни фактори во земјава, е токму политичко влијание врз правосудството. Носењето на овие измени во законот, во кривичниот законник, навистина влијаат не само над случаите што беа во фаза веќе на обвинителство, односно во судска постапка, туку ќе влијаат и на оние случаи што допрва нели ќе се отварат. Со самото намалување на запретената казна, всушност, на одреден начин, однапред веќе се
амнестираат одредени сторители на кривични дела, што можеби ќе бидат нели отворени постапки против нив, вклучувајќи го и оној член, односно став 5 од 353 кривични Треба да закони. излезе и целиот кривичен законник, ќе видиме финалната верзија каква ќе биде, но сите оние што сториле криминал овој период ги опфаќаат овие измени на кривичниот законник. Маглешов? Мојот впечаток е дека ова е многу реална слика за нашето општество во делот на борбата со корупцијата и владењето на правото. Да бидеме по-конкретни, оваа година добивме 0 во однос на напредокот од двојка која што имавме минатата година. Значи од одреден напредок се стигнавме на 0, значи на немање напредок, дури немаме ни ограничен напредок што е единица. Ова ме подсетува на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија во 2015 година, на пример, кога исто така беше констатирано дека немаме напредок во борбата со корупцијата, така што тоа се паралели кои што во основа се многу токсични за нашата демократија, особено за владењето на правото, бидејќи со вакана слика на состојба ние де факто имаме еден ретрограден процес со кој што се навраќаме назад. Ако ги видите оценките, на пример, во делот на борбата со корупцијата, ние постојано секоја година имаме двојки. И сега ќе се рече некој ова се бројки, па малку е неблагодарно да ставите цел еден систем во бројка, меѓутоа не сме мрдали од 2 до 2,5. Тоа е одредено ниво на напредок и тука стагнираме. Вордингот на Европската комисија може да биде различен, помал напредок, умерен напредок и така натаму, но на крајот на криштата мислам дека и самите граѓани не мора да прочитаат во извештај за да видат дека се соочуваат со корупција можеби на секој чекор, во институции, во правосудството како такво се разбира. Сметам дека најголемата сенка во борбата со корупцијата фрли измените на кривичниот законник, со кој што со еден потек буквално се урниса цел еден систем кој што се градеше практично 2015-16 година со предметите на специјалното јавно обвинителство. И еве, за да ве подсетам дека нема и понатаму никакви промени, скоро се навршува една година, например, од влегувањето на работната група од Судскиот совет во Скопска апелација за да утврди зошто предметот 9 месеци за прислушувањето седел во ФИОК. Ние година дена од Судскиот совет уште немаме одговор што се случува со судијата што го чувал предметот во ФИОК. Дали постапката што за него е почната е отворена, затворена, има одговорност, нема одговорност и така натаму. Во меѓувреме имаме друг случај, случајот ТНТ, во кој што кривичниот суд вели 8 месеци чекавме да ни го прати предметот апелација за да можеме да направиме техничка исправка и да им го пратиме повторно. Значи имаме нов случај. Така што оваа пракса де факто се повторува. И мојот впечаток е и дека и до година би го добиле истиот извештај, може би уште полошо од овие, ако не знам дали од ова нешто може да биде реално полошо. Добро, еве, Ѓоргиев вели дека можеме да се согласиме, но како и да е, тенденциите не одат во насока на подобрување на состојбите. Така да. Она што во реченицата таму во извештајот стои дека ќе се попречат и идните постапувања по кривичните дела од високата корупција. Ние имаме една сериозна ситуација овде, да укажеме дека со намалувањето на казните до 3 години, До 5. имаме таму смалување на казните на 3 години. Да, никој си на 3, да. За сериозните кривични дела и за организираниот криминал, всушност се оди испротивно на меѓународните стандарди и конвенции, кои што предвидуваат најмала казна да биде 4 години за потешките кривични дела и за сериозните кривични дела, а кај нас во другите закони, законот за попречување на комуникација, предвидено е дека тоа може да се примени во ситуација кога е предвидена казна повисока од 4 години. Значи, овие ситуации, оваа измена во законот, ќе оневозможи примена на специјални истражни мерки, ќе оневозможи добра и квалитетна истрага на случаи, не само на висока корупција, тука и на организиран криминал, кои што, да не заборавиме, се и многу често и транснационални кривични дела. Значи, ова ги засега и другите
неможноста ние да постапуваме во овие постапки, по барање на другите или во соработка, ќе ги попречи понатаму и другите и меѓународната соработка во овој дел. Затоа се уште не се зборува, затоа што проблемот уште не сме го виделе во реалноста. Да. Но мислам дека тоа ќе придонесе уште повеќе за влошување, или што рече Владо, за уште по-лоша оценка. И мислам дека тука сега состојбата дека се расчистиле предметите, нема предмети на висока корупција, апсолутно е поразителен факт, затоа што немаме одговорност, немаме заплена, немаме конфискација, немаме враќање на имотот, напротив, ќе имаме да им платиме уште повеќе на оние чии случаи застареа за тоа што биле во притвор или предметите им застареле. Заменичката на министерот за правда вели сега ќе има повеќе конфискација со новите измени во кривичниот законник, па можеби не знам, ќе се изненадиме во некој момент дека тоа ќе профункционира. Да бидам малку ироничен. Кога ќе биде тоа? Ќе има повеќе конфискација, ние немаме ни па од проактивност во истрагите, за да се тргне уште од денес да се истражува, затоа што да не се залажуваме. Се она што треба да се истражува е таму некаде високо во круговите кои што го контролираат целиот систем и во правосудството и воопшто во сите сфери во држава. Јурѓе, сакавте вие само да само да се надоврзам на оно што рековте, дали може и подоле, сакав само да појаснам во извештајот и оваа скала што е на евентуален напредок, односно оценката на земјата, има само уште едно пониско место од ова што го добивме дека нема прогрес, а тоа е заостанување. Значи од 6 скалила или 6 нивоа на усогласување на нашето законодавство, но и практика со вредностите, демократските вредности или како што ги викаат тие фундаменталните вредности, ние сме на едно чекорче, на едно скалило до негативното, значи до заостанување. Така да искрено не е само кривичниот законник, верувам, до причината што добивме ваква наистина исклучително лоша оценка со право. Тука се и многу други работи, да речеме случувањата во судскиот совет. Знаеме за изминатава година сите скандали што се случија таму од поднесувањето на оставка на претходната председателка, образлувајќи со политички влијанија и бизнис влијанија, значи она што го реков, трговијата со влијание на политиката во правосудството, понатаму разрешувањето на незината наследничка во соцема неутврдена, непринципиелна, би рекол, процедура, назначувањето на новиот шеф, тоа го спомнавме веќе, на основното јавно обвинителство за организиран криминал, каде што е посебно истакнато и во самиот европски извештај дека не дава верба дека е тоа спроведено врз односно без влијание. Ќе зборувам и за обвинителството за организиран криминал. Во овој поглед само да надополнам дека еве конкретно за Државната комисија за спречување на корупцијата, кој што имаше прилично позитивни оценки во извештајот, можеби една од посветлите точки да речам во овој извештај. На пример е нотирано дека во активностите за националната стратегија за борба со корупцијата 2020-2024 година, внимавајте, само 10% од активностите се спроведени ланската година. 35% се тековни, а дури 55% не се спроведени. Така што тоа ви кажува дека повеќе од половината од тоа што ДКСК зацртала формално дека е некаков приоритет, практично не можела да го реализира, односно не е реализирано. Така, но сликата која што ја дава извештајот за кој што говориме, продолжува се рефлектира еве и во вестите изминатите денови. Кој предмет застарел, која пресуда била преиначена, кој бил под влијание, кој предмет бил под влијание на кривичниот законник, продолжува тоа и понатаму, а токму предметите на СЈО за кои што говориме се таргети оваа година, односно Европската комисија особено внимание посветува на нив. Дури и последиците со кои што се соочуваат, нели, одложувања, укинувања, враќање на почеток, застарување, но испраќа порака и до судиите дека мора да бидат проактивни и ефикасно да управуваат со нивните случаи за да обезбедат времена правда. Дали Европската комисија сека да упати до судовите дека покрај обвинителството и кај нив има потреба од поголема одговорност во борбата со корупцијата? Таму има потреба од поголема одговорност од сите учесници во тие постапки. Затоа што многу често гледаме дека постои дури некаква спрега или некакво договарање во тоа да се најде начин како да се одлагаат предметите.
сме правеле такви анализи колку често се одлагаат тие предмети, по колку долго траат и кои се причините за тоа. Некогаш причините се и во самите судови, каде што имаме промена на судиите, например. Кога ќе се замени судијата, случајот треба да почне од почеток. И тогаш се губи време. Или ненавремено се носи некој од притвор или не се носи воопшто во судница. И тука, а одлагањата, односно закажувањата на рочиштата е премногу долго време и тука не се успеа да се воспостави една малце подобра динамика за да може да се процесираат предметите во судовите малце откривичен велат дека пандемијата им одземала многу време, од друга страна укинува. Тоа беше реална, објективна околност, дека навистина пандемијата оневозможи. На тоа се случи во сите сфери на животот, меѓутоа ние имаме тука една ситуација дека менаџирањето со судовите, начинот на работењето на судиите, нивното однесување кон предметите, исто така однесувањето и на јавните обвинители. Многу често во причините за одлагање е недоаѓање на јавниот обвинител. Зошто не дошол обвинителот, бил на некој друг предмет во исто време. Така да сето тоа зборува дека ние сме фактички и таа лоша организација, но некојаш дали е тоа резултат на објективна околност, немање на ресурси во судовите, или пак е резултат на нешто друго кое што доведува до застарување. Ако може да дополнам во тој поглед, дека уште во 2021 година ми се чини дека Стейт департментот имаше една анализа, односно извештај дека истрагите траат предолго, односно непримерно долго, и дека се разбира дека може да имате проблеми при обезбедување докази, меѓународна правна помош и така натаму, но не е нормално еден предмет да трае 5, 6, 7, 8 години во истрага, бидејќи или нешто се случува, или предметот практично левитира. Во предистрага. Во предистрага, каде што нема некакви рокови. Но и кога има рокови, тие се сметаат за инструктивни рокови, дека не се облигаторни, па и тие се прекршуваат и така натаму. Например, минатава недела или пред една-две недели се јави во обвинителството да прашам за еден предмет, до каде е истражната постапка. Постапката е отворена во 2016 година и уште е отворена. 2016 година. Пред истрагата. Така е. Така што говориме за некакви веројатно 6 или 7 години истражување, претпоставам дека бидејќи станува збор за приватна кривична тужба, дека се малку појасни околностите за тоа што се работи, без да навлегувам во суштината на предметот, но идејата е дека и тоа развлекување таму мора на некаков начин да се контролира. Само да ве потсетам дека по ставањето на црната листа на струшкиот градоначалник Рамис Мерко се направи некаква комисија која што ќе детектира или треба да детектира низ обвинителствата што се случува со предметите, па се договорија да се направат некакви контролни надзори и така натаму. Што видовме од тоа до денеска? Веројатно ништо. Не постои системот за распределба на предмети, ако го има во законот, нели, електронска распределба, систем за преку кој ќе може да се следат, несоодветно се менаџираат јавните обвинителства, нема никаква одговорност. И сето тоа се состојби кои што доведуваат оваков однос кон работата. Факт е дека се потребни повеќе ресурси, тоа го лоцира извештајот, дека се потребни стручни, специјализирани кадри, дека се потребни повеќе средства и ресурси, но секако и волја. Деновиве поминува една година откако беше избран, односно откако седна во шефовската позиција новиот тогаш новиот обвинител на обвинителството за организиран криминал Ислам Абази. Ако ова обвинителство треба да е мотор на борбата на високопрофилната корупција, дали одговорноста за ваквиот заклучок дека нема напредок ја има делумно или во голема мера и во оваа институција, Ѓорѓиев? Па, знаете, ние кога постапуваме, сега ако говориме од аспект на Државната комисија за спречување корупција, значи утврдуваме одредени состојби по пријава или по сопствена иницијатива и врз основа на сите релевантни докази што ние ќе ги собереме всушност пред се во административна постапка, поднесуваме иницијатива за кривично гонење. Некојаш таа ја поднесуваме до основните јавни обвинителства, некојаш до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Јас можам само да ви дадам еден податок дека барем овој состав, што е последниот од 2019 до денес, над 50 иницијативи за кривично гонење ние имаме поднесено до
јавното обвинителство во држава, вклучувајќи го и ова за организиран криминал и корупција. Понекогаш тие иницијативи се префрлаат од едно обвинителство во друго, зависно нели од самиот предмет кој што се работи, од осомничените и така натаму. Меѓутоа, досега ниту еден предмет во последниве 5 години, значи не е финално процесуиран во, да речеме, судска постапка. Ниту еден од организиран? Ниту еден. Ниту од другите обвинителства, значи не само од организиран криминал, од сите 50 иницијативи, значи немаме ние предмет кој што има веќе влезен во судска постапка. Летос имавте една пресконференција за конфискацијата во случајот Трансмед, пошто се скаравте, ви се налутија и ги замрзна активностите со вас во однос на таа група една која што е за борба со корупцијата. Дали се подобрија односите? Дали се смиривте? Или се уште сте во заладени односи? Значи, ние не сме се скарале никогаш со јавното обвинителство. Ние работевме долго време на тој предмет, утврдевме одредени состојби и на јавна седница, бидејќи согласно законот нашите седници се јавни, ние рековме дека во ред врз основа на сето тоа што го добивме, ние ќе излеземе со иницијатива исто така за кривично гонење против осомничените. Значи, како би рекол, моментално беше реакцијата од јавниот обвинител, ми се чини дали после саат време, дека ние наводно сме се мешале во процесот, не знам, негативно ќе се одрази тоа, не знаејќи се уште ние што имаме да му доставиме. Како знаеше јавниот обвинител што ние ќе доставиме? Ние не излеговме со конкретно за тоа, за тоа и за тоа. Ние само утврдивме дека има постојат одредени шеми кои што навистина создаваат сомнеж дека постои една организираност во сето тоа случување. Меѓутоа тој веднаш излезе и конечно кажа дека тој ги замрзнува сите селата соработка согласно претходно подпишаниот меморандум. Што и да значи тоа? Не знаеме што значи да се замрзне. И конечно, зарем меморандумот е основа за соработка или ние треба да соработуваме врз основа на нашите надлежности на закон? Од каде правото да се каже дека ќе се замрзнат односите меѓу две институции кои што имаат законска надлежност и обврска да работат? И докаде тој предмет имате нешто? Не, ние го поднесовме и толку е. Што се однесе до нас, ние се чекаме да не извести повратно дали и како нешто ќе преземе јавниот обвинител во врска со тие наводи. Меѓутоа, колку што знам, нити тие излегоа со нивниот предмет, бидејќи рекоа бил во завршна фаза, само што не излегле со нивните. Но се уште нема. Сака да еве помина неколку месеци, ништо не се случува. Да се навратам само уште во еден момент. Значи ние наистина почнавме да соработуваме подобро со јавното обвинителство. Тие номинираа еден обвинител како фокал лице од обвинителството и ние организиравме периодични средби со него, се консултиравме за одредени постапувања, прашувавме за предмети и така натаму. Меѓутоа, сега ова што значи? Дека тие веќе ни раскина едноставно според јавниот обвинител и нема да не дружат. Наистина не знам што тоа во пракса значи, меѓутоа ние продолжуваме и ден денес, значи соработуваме со поединечни јавни обвинители без разлика на таа негова изјава, односно тоа соопштение. Сепак значи имате соработка. Значи, овие сите состојби водат до тој заклучок, дека назадува борбата против корупцијата. Сега зборуваме за кривичниот законник и за обвинителите, меѓутоа во односот кон комисијата исто така и кога зборуваме за нивните препораки упатени до владата и до другите надлежни институции, исто така немаат одреден исход. Значи, ние едноставно, како да не сакаме да ги спроведеме законите кои што сме ги донале за борба против корупцијата и борба против криминалот, едноставно се остава се да се води од лично наоѓање и лична волја. Кој како сака се однесува. Никој не се однесува согласно закон и за тоа никој не одговара, ниту пак се чувствува повикан да објасни. Изборот на бази се најде и во вашиот, мислам, на Транспаренси извештај, сега се споменува и во извештајот на Европската комисија. Чувствувате ли дека само се присликуваат состојбите од еден извештај во друг, без никакви напредоци? Знаете, ние досега имавме проблем со извештаите на Европската комисија, затоа што беа розеви. Премногу позитивни. Повеќе позитивни од тоа што треба да биде, од тоа што ние го гледаме во реалноста. Секогаш кога ќе не повикаа на разговор, ние ги кажуваме работите како што се, меѓутоа не ги гледаме тие во извештаите.
Овој пат имаме ситуација дека извештајот е реален. До сега ставот беше да бидеме позитивни, да бидеме охрабрувачки, затоа што треба да ги охрабриме властите да се спроведуваат мерките во борба против корупцијата, но добро е што конечно почнаа работите да се именуваат со вистинското име и да се кажува каде на вистина се проблемите. Така да е добро, не дека се пренесува од еден во друг. Тие ги црпат информациите од сите нас овде. Има и наши извештаи кои се користени, има разговори кои се користени, интервјуа, прават собствени анализи. И сето тоа е добро да се преслика, не е добро да се стави под тепих. Ако ние сме реагирале за нешто, а за тоа не го видиме во извештаите на Европската комисија, затоа што можеби ќе било политички некоректно, такви беа некогаш извештаите. Сега ова е прв пат да имаме пореален и објективен извештај и да гледаме дека навистина се наоѓаме многу доле во спроведување на нашите обврски. Вас како новинар вие се соочувате со работата на институциите пред од правосудството. Како гледате на работата на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, кој како што кажав се очекува да биде главниот, ако има повеќе мотори, во борбата со корупцијата? Изборот на првиот човек на ова обвинителство навистина фрли веднаш сенка во јавноста дека е под некаков политички, да речам, диктат избран или еве да речам дека на некаков начин е спорен во таа смисла, иако тој е многу легитимно избран од обвинителите. Меѓутоа, покрај тоа што тој избор се најде во извештајот на Европската комисија, нотиран како факт, доколку ја погледнеме изминатата година и еве да речам точно една година се навршува овие денови од првата година мандат на шефот на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција Ислам Абази, ќе видиме една прилично тивка, пасивна и да речам молчалива работа. Тоа во основа би било добро кога би имало резултати. Меѓутоа нити гледаме резултати, нити гледаме нешто друго. По такви измени во кривичниот закон и во кој што сите буквално предмети скоро од областа на организираниот криминал и корупција кај белите јаки, кај функционерите паѓаат поради ставот 3.5.3, односно за злоупотреба на службената положба и овластување, да немате никаква реакција во јавноста, а ви паѓаат предмети во кои што само, например, траекторија е 155 милиони евра штета на буџетот. Да немате никаква изјава, никакво обраќање, просто само да одите до судот и да ги одлагате рочиштата, па макар тоа било и на ниво на некаков јавен коментар, на вистина е неприфатливо во основа. Втората работа е, ако го погледнете делувањето на тоа обвинителство, да, ти отвори одредени предмети, меѓутоа, да ве потсетам дека кога беше предметот за Бехтелиенко, односно најавите сето тоа што се случуваше околу изборот на конзорциумот, обвинителството за организиран криминал, за гонење организиран криминал и корупција, прво им велеше ние ќе следиме, ќе бидеме во контакт. Откако јавноста почна да притиска и почна да излегуваат сериозни новинарски истражувања секој ден, по 10 дена се премислија, па отворија постапка за да испитаат што се случува. 6 месеци од тогаш ние немаме ништо. Јас верувам дека тоа може би сложен предмет и дека не е така едноставно да се обезбедат и докази, меѓутоа допрва почнуваат распитите на сведоците. Така што веројатно ќе почне да се гради проектот, ние уште не знаеме што конкретно се случува. Да не разговарам за, да речеме, ревизорскиот извештај кој што се однесуваше на отпишување на 14 милиони евра на приватните трговци со струја. Тука обвинителството исто така седи пострана, вели немаме добиено кривична пријава, кога ќе добиеме ќе реагираме, како да не постои институтот допрен глас. А од кого треба да добијат пријава во тој случај? Од не знам. Кој е тој што е? Прашањето е за нив во секој случај, меѓутоа постои институтот допрен глас. Ние сите оштетени затоа што тоа ќе се плати од нашите пари, од парите на граѓаните. Се разбира. Или да речеме предметот со закупнината во државна лотарија, за кој што исто така има сериозни новинарски истражувања, не допираат во овој момент до обвинителството. Кога се јавив да прашам што се случува со постари предмети, стечајот на Евростандард банка, не знам, техничкиот преглед за Вија Комерц, предметите се работат. Истрагата е во тек, нели таа една фамозна реченица која што се повторува постојано. Меѓутоа немам впечаток дека освен 1-2 предмети кои што во изминатата година беа отворени за високопрофилни случаи во јавноста, обвинителството освен можеби мигранти или некој друг профил на предмети од областа на тој криминалитет го работи и јавноста просто не ја гледа нивната работа. Прашањето е колку се и затворени во изминатиот период. Она што го зборевме колку долго траат, значи не е доволно само да се отвори, треба јавноста да има впечаток дека се работи.
дури може и да се работи, но проблемот е и комуницирањето со јавноста. Јас како новинар до сега не сум успела да добијам изјава или интервју, не знам, еве, искуството го кажете. Да, впечатокот мој е дека можеби претходничката на бази во некој дел ги прифаќаше скоро сите покани за гостување, можеби беше и премногу, да речам, медиумски експонирана, меѓутоа сега наидуваме на една сосема друга спротивност, во која што имате тотален молк. Една година немаме една изјава, една оценка на состојбите, на крајот на краиштата. Зошто е проблем еднаш во годината да се соберат новинарите и пред јавноста да се излезе и да се каже луѓе, ние го сработевме ова. Имаме проблем со ова, немаме доволно капацитети, ни фалат ресурси и така натаму и така натаму. Така што и тој молк веројатно доволно говори сам по себе. Види, во секој професионалец, еве, ние сме професионалци во нашето работење. Некој да ти го одземе она што си го сработил и за што си нели сакаш да си оствариш својата функција во оваа држава која што те поставила таму да бидеш јавен обвинител, за да ги заштитиш интересите на државата и на граѓаните. И кога ти имаш една постапка која што еве во некаква завршна фаза во судската постапка, која што е во високи милионски суми, таму некои се седнале, се договориле политичари од власта и во парламентот преку ноќ со злоупотреба на европско знаме ми го менуваат законот и јас не можам да си остварам својата Останувам без предмети малтене. Да. И тука ти немаш реакција. Јас тоа не можам да го разберам. Кај се тие луѓе професионалци да си ја заштитат својата професија, едноставно да кажат дека со тоа не се согласува. Ќе слушнете барем од високите структури во обвинителството, наша работа е да го спроведуваме законот, на собранието и на политичарите е да ги носат законите. Дали е толку едноставно или пак обвинителството има... Да, тоа е така по дефиниција. Да, но Законодавната власт, собранието ги носи законите. Меѓутоа, собранието ги носи законите откако ќе се направи проценка и откако ќе се направат консултации. Ако процедурата не е во ред, тогаш... Во случајов ние имавме реакција од Врховен суд дека не се направени консултации, имавме реакција од практичари, од граѓанските организации дека не се направени, имавме реакција од антикорупцијската комисија, само немаше реакција од оние од кои им се одземаат предметите. Дали им олесна, дали тие беа веќе им дојде премногу да се борат и да треба да се справуваат со тие случаи во кои што има силни влијанија и така натаму. Меѓутоа, убаво ќе беше да слушнавме дека тие се на браникот, на одбраната, на заштита на интересите на државата и на граѓаните и дека ова што се случува не е во ред и дека политиката треба да се тргне од таму. Затоа што ова де факто е политички договор и политички компромис и политички договор заради остварување на некакви задкулисни политички потреби и цели. Ова не е во интерес на правото и правдата и борбата против корупција. Така да, и не можеме да говориме само за слепо спроведување на закони, некогаш треба и да, кога процедурата не се почитува, да се алармира и тој аспект. Ѓорѓе, вие како антикорупцијска сте со позитивни критики има за вас претежно позитивни забелешки во извештајот, но дека отворате случаи, дека институциите треба поефикасно да ги следат вашите препораки, но се вели и дека треба да се зајакнат капацитетите за да можете и по собствена иницијатива да покренувате предмети, не само врз основа на доперен глас или од она што го гледате во медиумите. Што тука недостасува? Значи, ние отвараме и предмети по собствена иницијатива, но навистина тој број е помал отколку тие пријави што секојдневно ги добиваме од страна предсе на граѓани. Капацитетите, да, треба и понатаму да се зајакнуваат, не само на Државната комисија за спречување корупција, тоа е нотирано и за јавното обвинителство. Дури има податок дека бројот на јавни обвинители околу 160-170, да. Во однос на просечниот број на обвинители на ниво на Европска Унија, кај нас е 8,8 обвинители на 100.000 жители, додека негде просекот би требало да биде 19. Меѓутоа, тоа е само едниот аспект, бројот. Меѓутоа, пак ќе кажем, она останува констатација и во самиот европски извештај, меѓутоа и она истражување што беше направено, знаете, од страна на ОПСЕ и Државната комисија за спречување корупција, поглед од внатре на самите обвинители,
колку ти има доверба во самото јавно обвинителство и во Советот на јавни обвинители, е навистина исто така поразително. Самите обвинители укажуваат дека постои влијание во нивната работа од страна на извршната власт, од страна на повисоките позиции на јавни обвинители, од страна на колеги, од страна на суди, од страна на адвокати. Што значи, ние имаме еден систем во правосудството и во судовите и во обвинителството, каде што самите тие однатре кажуваат дека постојат вакви влијание. Но и таа анкета не потегна никакви промени во суштина, нешто да се смени. Па за жал очигледно дека не. Значи тоа останува како една констатација за состојбите, меѓутоа нешто дека посебно се презема во таа насока нема, за жал. Во однос на капацитетите на Државната комисија, ако ми дозволите, имаме една ситуација дека, недостатокот таму на капацитет не дозволува да се проверува имотната состојба, да се проверуваат интересите на судиите, на јавните обвинители, што е нешто што може да помогне во подобрување на состојбите со интегритетот во јавното обвинителство, расчистување на состојбата со влијанијата од внатре, кој со кого е поврзан и така натаму. И ние ќе видиме во извештаите на комисијата дека тие во програмата за оваа година имаат 10 предвидено да проверат, затоа што тука е поентата на зајакнување на капацитетите за да можат тие, барем јас така е разбирам, за да можат тие самите да произведат случаи кои што понатаму ќе се водат истраги. Значи улогата на комисијата е тоа, да ги проверува имотните состојби, анкетните листови, затоа им се овозможи со законот пристап до бази на податоци, за да може сето тоа аналитички убаво да се провери. Но нема пристап до сите дати бази на податоци. Значи, тука треба да ставаме поентата дека немаат капацитет во тој дел. Значи, прво нема систем, после нема... Интероперабилноста не функционира во држава, за жал. Значи, таа поврзаност помеѓу институциите за брза размена на податоци, користење на базите податоци од една до друга институција, кој што, како што кажа Слажена, ние со 20-тина институции по закон сме, односно тие се обврзани да ги дадат на располагање нивните бази на податоци, не може да се воспостави затоа што тој систем на интероперабилност не е развиен, не се развија. Дали намерно не се развија за да се успорат сите овие процеси, да не може лесно да се открива криминалот? Тоа е клучното прашање. Дали има позади сето тоа што се... Токму тоа е поентата во извештајот. Они на дипломатски начин, ама ние треба да си го протолкуваме, да разбереме што уствари сакаат да ни кажат. Ресурсите на комисијата да се подобрат за да можат тие да произведат повеќе случаи. Јас така го разбирам тоа. Дајте им на луѓето можност да работат, да можат да пристапат до бази, да имаат капацитет да ги проверуваат имотните состојби на судиите, на јавните обвинители, па да видиме тогаш ние со што ќе се соочи. Ми се чини дека треба да размислуваме и во насока можеби на зголемување на ингеренциите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Зошто? Бидејќи на пример според истражување што Бирн го правеше регионално, во изминатите 3 години 30 председатели и судии не пријавиле анкетен лист, односно не поднеле анкетен лист до антикорупцијската комисија. 10 обвинители за истиот тој временски период. И што се случува? Добиле некакви прекршочни платни налози, ги платиле и повторно не го објавиле, односно не го доставиле анкетниот лист. Така што се сведува на некаква лична одговорност и интегритет кој што во овој случај комисијата нема повеќе механизми освен тоа да постапува, освен веројатно судска постапка, не знам дали тоа се случува. Никој нема кој да ги повика тие истите да ги нема таму, едноставно не заслужуваат да бидат обвинители или суди. Тука треба да реагира судски совет. Постои одредба во законот за судии дека самото неподнесување на анкетен лист е основа за дисциплинска постапка. Меѓутоа, такво до сега нешто се нема случено, иако ние го известивме судскиот совет за овие случаи на судии, на председатели на судови што не поднеле анкетен лист. Судскиот совет не постапуваше, можеби како и предметот други прашања има судскиот совет. Нема, тоа треба по автоматизам да биде. Нема мислење тука дали ќе има дисциплинска постапка или не. Тоа автоматски треба да се поведе тука дисциплинска постапка, да се расчисти дека луѓето треба да се однесуваат според законот. Да не говориме дека има и кривично дело непријавување имот. Тоа е веќе некаква наредна фаза, меѓутоа никогаш јас не паметам дека се случува. Повторно тоа зависи од другите институции, а од политичарите добивате често и критики, некои дури и непримерни.
Па, знаете што, и тоа е на одреден начин исто така ноцирано, таа, да речеме, соработка, односно непроследување на иницијативите, на укажувањата, на препораките на Државната комисија за спречување на корупција. Меѓутоа, наместо да тоа се случува, ние, што кажавте, вие добиваме некогаш и непринципиелни коментари и критики од одредени функционери на високо ниво. Еве ќе спомнам, да речеме, и вице-премиерката за добро владење во една прилика изјави дека Државната комисија треба на одреден начин да си го прииспита своето работење, во смисол дека сме поднеле до нејзе иницијатива за прекршување на кодексот, замислите, на избрани и именувани функционери во извршната власт, а се однесува за градоначалникот Рамис Мерко. Нити сме поднеле нешто такво, нити станало муавет. Од каде е таа изјава, јас не знам, меѓутоа таа ни во еден момент после не ја демантираш. Втор случај е, да речеме, исто така ете вице-премиер и министер за Министерството за политички систем, кој што во една негова прилика изјави дека со подсмев дека ние сме отварале предмети против него во смисол на злоупотреба на службени возила или дека просториите на Министерството се користат за партиски состаноци на шефот негов, нели, од политичката партија, со странски представници, затоа што, како што рече, тој ни било криво, не сме го добиле просторот кај што е он сместен. Меѓутоа, не докажа до крај, намерно или случајно, дека во тој простор кај што тој сега сместен, неговото министерство, што тој го раководи, беше наменет за 3 институции. Еден спрат беше за Државната комисија за спречување на корупција, 2 или 3 спрата за финансиска полиција и останатиот дел за управата за финансиско разузнавање, односно перење пари. Што да ви кажам, со ваквите изјави, не знам што сака да се покаже, нити нас не било криво, сега имам и подобри простори, меѓутоа остануваат нашите забелешки дека тој се уште, или во тоа време ги користеше службените возила за партиски цели, дека се уште се организираат состаноци на политичката партија со странски представници во неговите простори, а наконечно видовме и слики дека веројатно толкав простор играат фудбал и кошарка во кабинетите. И не докажавте и дека поради тоа и покрај вашите констатации никому ништо на крај од епилогот. Па што имавме информација, наводно дека вице-премиерката за добро владење му изрекла опомена заради тоа што го користи просторот за организирање партиски состаноци, меѓутоа што со тоа? После видовме медиумите пренеса дека повторно си ги организираат. Значи немаме кај нас отчетност, немаме одговорност на функционерите. Едноставно, дури и да ги опоменат, пак се продолжува по исто. Па затоа воопшто не треба не чуди. Наистина, пак ќе кажам, извештаат и овие констатации за состојбите во земја. Мора да се менува односот кон работата, кон институциите, кон луѓето кои што работат во тие институции. Значи, ние едноставно не може од ниво на власти, од ниво на политика да се постапува, не знам, со волунтаризам или онака, како на некого му одговара и како некој се чувствува дека му е потребно да прави денеска, без да води сметка за ништо. Не се почитуваат законите, не се почитува ни уставот во одредени ситуации. Факт е дека, еве, после тоа што го кажавме, антикорупционерите, барем овој состав, овој мандат, не беа можеби толку многу омилени во политиката. Често беа прозивани, но вашиот мандат истекува за помалку од 3 месеци, во тек е оглас за избор на нов состав на антикорупцијска. Начинот на избор е специфичен. Да. Очекувате ли дека тие што ќе ве наследат ќе бидат повторно избрани на оној професионален начин како што бевте избрани вие и што ќе им оставите во аманет? Да. Да, кои проблеми, но и кои придобивки, да. Да, остана начинот на избор како што беше и за нас, што е добро, навистина добро, иако по завршувањето на нашиот избор имаше изјави дури од високи представници на власта дека ова треба да се реплицира и на други институции. На жал никогаш тоа не се случи, значи едноставно се прекина, веројатно она што викате дека можеби самиот избор на луѓето некогаш не им се допаѓа понатаму, нели, во работењето на тие институции на представниците на власт. Добро е што останува, значи, овој начин на избор на новите членови што ќе не заменат нас.
Јас мислам дека им оставивме на следните членови веќе изградена, би рекол, систем, воспоставен систем за делување и на превентивен аспект и во делот на постапувањето по предметите и се надевам дека дури се разбира би требало тие да го надградат тоа систем, тој воспоставен систем. Веќе избрана и комисијата, денеска разбрав за селекција, веќе се одредени членовите, мислам дека огласот завршува за 2 или 3 дена, така да видиме наистина кои ќе се пријават кандидати, како ќе бидат интервјуата и конечно кои ќе бидат новите членови. Маглечов, вашите очекувања и според вас каде сметате дека е најбитно, доколку постои можност да се реплицира овој принцип на избор на членови, каде е најдобро да се спроведе? Несомнено сум убеден дека тоа е во Судскиот совет и во Советот на јавните обвинители. Тоа се двете тела преку кои што де факто напредуваат кадрите понатаму во кариерата суди и јавни обвинители, се разбира, се избирани, бидејќи се уште, за жал, се договараат кандидатите кои што треба да напредуваат на некакви затворени седници кои што јавноста не ги гледа, тотално нетранспарентно, па доаѓате на седница, па имате кревање рака и образложение од една реченица колку за да го има, формално колку за да се задоволи постапката, меѓутоа ми се чини дека овој концепт на антикорупцијската комисија навистина се покажа како добар. И секаде каде што имаме простор, особено во овие две регулаторни тела, административни, Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, е многу важно да се обидеме тука да направиме напор да го примениме, зошто бидејќи очигледно овој модел не функционира. Овие два модели на Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители де факто такви се со години. Резултатите ги гледаме. Имаме постапка во која што две претседателки поранешни на Судскиот совет велат имаме притисоци, во Советот на јавни обвинители граѓаните ги знаат, избраните обвинители пред воопшто да се одржи седницата и така натаму, така што ми се чини дека тука треба да се работи најмногу. Се разбира дека во еден дел тука е и Академијата за суди јавни обвинители како еден агрегатор на новите и идните кадри во правосудството и ми се чини дека секаде мораме да имаме одредена граѓанска контрола, не мора тоа да бидат само новинари, имаме граѓански организации кои што со години се занимаваат и со транспарентност, и со правосудство, и со борба со организиран криминал и корупција, јавни набавки исто така. И мислам дека тие можат да го дадат нивниот придонес за овие тела да бидат навистина професионални и колку толку, можеби не сосема, меѓутоа да се намали надворешното влијание при изборот, дисциплинските постапки и така натаму. Така. Вие што сметате, дали покрај ваквиот избор потребно и нешто друго да се воведе, односно постојат ли брзи или долги решенија за променување, да се промени ова ваква состојба слика во правосудството, односно во борбата со корупцијата? Сега, јас постојано, дури прв пат кога пишувавме стратегијата, реков дека можеби не треба шок терапија, треба нешто навистина радикално да направиме, да не освести. Јас бев оптимиста кога завршивме ние нашиот мандат во антикорупцијската комисија, дека добро ги ја поставивме работата, дека тоа може само да продолжи како што е поставено и дека може само да се надградува, дека тој процес е нереверзибилен. Дури напишав една колумна за тоа. Меѓутоа, сами видовте што се случи. Дека имаше навистина долги години, една регресија, едно враќање назад и дека е можно нешто што е поставено добро, ако ја оцениме дека комисијата е добро поставена, сега зависи од тоа како ќе се одбере новиот состав. Затоа е многу битно сега, повторно јас ќе кажам дека веќе се пријавив да бидам дел од луѓето што ќе прават интервју. Битно е сите ние да се нафатиме да учествуваме, да придонесеме во изборот на тие луѓе, затоа што многу зависи и добро е што интервјуата се јавни. Сепак граѓанскиот сектор, јас лично учествував во пишувањето на начинот како се бираат членовите, затоа што сметав дека треба да има јавност. Се согласувам дека ние треба да обезбедиме јавност и во однос на тоа како работи, како се бира Советот, Судскиот совет или Советот на јавните обвинители, но и јавен надзор и контрола, јавноста да контролира како тие работат. Значи, недоволно се транспарентни, ненавремено ги објавуваат дури ни дневните редови, нити се знае кога ќе има седница, записниците се објавуваат различно. Дневните редови се објавуваат редовно, но записниците доцнат тоа, да. И тука имаме една ситуација дека
Клучот или најголемиот проблем, тесно грло во нашата борба против криминалот и корупцијата е јавното обвинителство. Тука најмногу треба да се делува и да се влијае и најмногу што треба се направи е да се поттикнат некако од внатре тие да се справат со проблемот што ги држи вака, да не можат да се остварат својата улога и својата професија. Понатаму во работењето на судовите и не само во кривичниот, исто така и во граѓанскиот суд, судскиот совет стана, не знам, ние се залагавме за да се извади судскиот совет од политиката, да не се бираат членовите во собрание, да ги бираат самите суди. Но политиката секогаш наоѓа пат како да стаса? Меѓутоа гледаме дека политиката најде начин како да се замеша во се. И затоа е добро за се да водиме грижа начинот на избор да се менува, постојано да се биде под обсервација, но она што е неопходно е да бараме и да инсистираме на одговорност. Значи мора да има одговорност. Не може вака да се случува да си даде изјава председателката и од оставка и да каже имам притисоци и влијанија, никој тоа да не го испита, да не го истражи. Да влезат кандидати во Академијата за судии кои што немале додипломирано или услови не исполниле за правосуден испит и да не констатираме... Да, тоа го отвори антикорупцијска како прашање, но што се случило? Од институциите значи, многу работи се прекутуваат заради интереси. Пак ќе кажам, не се почитува законот, доку се гледа чии интереси се во прашање и се премолчуваат работите заради што? Заради застрашување, заради страв дека некој ќе си го изгуби работното место и кариерата, но ние мораме еднаш да се решиме или ќе сакаме да правиме држава во која што ќе има владење на право, без тоа нема ни демократија, нема ни правда, би рекла ни мир дури не може да има и ние мораме еднаш да се решиме да застанеме на ова. Со завршниот дел од оваа дебата продолжуваме по рекламите. Продолжуваме на крај со прашањето поврзано со заклучокот, односно каде го гледате решението за сите овие критики забелешки, односно дали има едноставно решение, Васко? Основното решение е да бираме луѓе со интегритет. Мислам дека тука се согласуваме сите околу тоа, затоа што имаме една хиперинфлација на закони. Не знам колку пати се променети, не знам колку десетици закони, меѓутоа ефект на крајот на криштата нема. Што се однесува до борбата со корупцијата и организираниот криминал и особено во делот на правосудството, јас како мислам дека нас ни е потребен, еве го разговаравме и ова за време на рекламите, процес на ветинг, на прочистување, но не ваков како што сега го имаме, тоа е некакво прочистување, проветрување, беше користен ворденки така натаму и така натаму, бидејќи де факто имаме некакво гангренозно ткиво во рамки на системот и наместо палијативно да се занимаваме само да го негуваме, добро е да го отстраниме хируршки, веројатно, и за да почне да расте, нели, да се епителизира ткивото и да почне да расте одново. Така што мислам дека тие две компоненти, избор на луѓе со интегритет, јавниот надзор, односно контрола, се разбира како контролен механизам и процесот на ветинг би го дале резултатот и би ја вратиле довербата на граѓаните која сега е на ниво на статистичка грешка. Тасева, вие на каков ветинг мислите? Се согласувам. Ветинг кој што ќе ги опфати сите нивоа, и највисокото во полицијата, и јавните обвинители, и судиите, ветинг на сите, ветинг кој што ќе се спроведе така што ќе се проверуваат и комуникациите, и поврзаноста, и имотната состојба, и ефикасноста во работењето по предметите, и кој што ќе ги опфати сите, без исклучок, се разбира во една фино осмислена законска, со закон утврдена процедура, која што ќе биде јасна и транспарентна. Само ќе кажам, во тек е во Уставен суд да одлучи во Косово, веќе се почнува ветингот, во Црна Гора ја имам анализата која што ја направи нивната влада и тие веќе носат одлука дека ќе спроведуваат ветинг тамо и ние веќе се организираме да почнуваме активности на ниво на регион, затоа што за тоа постои интерес и волја и во Босна и Херцеговина, и во Србија, и ние овде да се организираме, да видиме како може тоа да се спроведе, за да биде и јасно, транспарентно и со внимание и учество и на меѓународниот фактор, но очигледно е дека ни е потребно на сите. Ова, како што рече Васко, гангренозна состојба мора радикално да се отстрани.
Кој би го спроведувал тој ветинг, како е замислен? Сето тоа е убаво уредено, значи се постојат институции кои што го спроведуваат ветингот, тоа се домашни институции во соработка со меѓународни институции. За тоа постојат закони, за тоа е неопходна политичка волја и ние можеме да ги искористиме веќе искуствата, еве, и тука, затоа што до сега зборувавме само за искуството во Албанија, но веќе не е само искуството на Албанија, веќе имаме искуство, ке имаме во Црна Гора, веќе почнува и на Косово и мислам дека веќе полека се ближиме во насока на тоа да сватиме дека тоа не е единствениот излез. Ѓорѓев, вие ветинг или можеби кој е клучот за појасна борба со корупцијата? Па во основа, значи, конечно да се престане со декларативност во борбата против корупција, него навистина сите институции да почнат да се го работат тоа што го треба. Меѓутоа, пак ќе кажам, институциите се олицетворение на луѓето што работат, вклучувајќи ги и првите луѓе. Сега кај ветингот. Ние ако веќе се реши, условно кажано, да се воведе и ветинг и кај нас, од она што би можело Државната комисија за спречување на корупција да го прави е проверката на имотната состојба, она што веќе ни е со закон нели доделено. Меѓутоа, пак ќе кажам, секогаш постои и ризик, знаејќи го и законот за верификација нели на фактите што беше кај нас, па на крај се претвори во својата спротивност за политички реваншизам, мора и да се доведеме во ситуација да се воведе ветинг сериозно, да се размисли како тој да не се претвори во по некој си политички реваншизам и така натаму. Значи, дефинитивно... Затоа што очигледно сите тела што се прават кај нас некако се доаѓа... На крај се искривуваат, значи и да има најдобра намера, може да се претвори тоа во ризик понатаму во својата спротивност. А како што кажав, ние од тој аспект, значи со самото унапредување на системот на проверката, што кажавме, воспоставени бази на податоци, брза размена на податоци, може да се детектира имотот, потеклото, како е стекнат и така натаму. Ви благодарам многу што бевте мои гости вечерва, што се надевам ги отворивме барем клучните аспекти и проблемите со борбата со корупцијата во земјава. Вам почитувани ви благодарам што бевте со Топ тема, останете на тело.